4 години како се реализира проектот на Министерството за образование и наука, финансиран од Американската агенција USAID, со кој се отворија центри за кариерно советување на учениците во јавните средни училишта во повеќе општини во Република Македонија. Програмата ја реализираат 180 обучени кариерни советници во 52 кариерни центри во средните училишта. Во гимназијата Славчо Стојменски во Штип, Центарот за кариера функционира безпрекорно. Во голем број се користат бенефитите што ги нуди Центарот пред се за учениците кои се пред големата животна одлука во која професија да се насочат или на кој факултет да го продолжат образованието. Кариерниот советник е должен да го советува ученикот, како ученикот сам да ја избере својата професија, а никако кариерното советување не треба да биде сватено во смисла на наметнување на одредена професија од страна на советникот, а уште помалку нели од страна на родителот. Токму затоа сакам да напоменам дека во нашето училиште ние ова го многу успешно спроведуваме. Учениците се многу заинтересирани, сами, дури некои доаѓаат сами да си побараат да бидат тестирани. Од голема помош се специјалните тестови кои во голем процент ги дефинираат афинитетите и потенцијалот на учениците кога во прашање е изборот на кариерата. Се работи за апликација на веб страницата на Министерството за образование и наука, достапна за сите средношколци, со инструменти за процена на интересите на младите, нивните карактеристики и вредности. Помош во изборот на професијата на матурантите нудат и средните училишта, каде нема отворено центри за кариера. Таков е случајот со Средното медицинско училиште Јане Сандански во Штип. Оној дел кај што ние врзан со уписите во училиштето, каде што ние имаме тим кој подготвува флаери, летоци, презентации, отворени денови на училиштето. И вториот дел е при завршувањето на средното училиште, кариерно насочување на учениците, така да им биде полесен изборот или полесна одлуката за упис на некој од факултетите. Министерството за образование и наука се залага за успешно спроведување на системот за кариерно советување и насочување на учениците. Континуирано е следи имплементацијата на програмите за кариерно советување во отворените кариерни центри и смета дека е од исклучителна важност да се усогласи понудата и побарувачката на пазарот на трудот.